По одлежани 9 од вкупно 25 години утринава во штипскиот затвор се обеси Никола Николик. Човекот кој на пошироката јавност е познат по тоа што со сопругата ја искреира аферата Фиком. Именно во периодот од 2002 до 2006 година фирмата Фиком во центарот на Скопје изгради 7 објекти, а становите ги продаваше по цена од 400 до 500 евра метар квадратен. Ниската цена тогаш на Николик му купиле коверновски граѓаните, па тој од нив собра според едни 12, а според други цели 30 милиони евра. Најголемиот дел од становите ги продаде 2 пати, а некои дури и 3 пати. Беа оштетени стотици семејства од кои повеќето останаа на улица, а чии се становите не е јасно ниту денес. Едни имаа имотни листови, други имаа договори, а трети немаа ништо, освен документ каса прими за парите. Аферата им донесе многу несреќа на сите, бидејќи некои починаа од стресови, а други завршија со големи здравствени проблеми и речиси доживотни кредити. Поради ова во 2006 година итно беше сменет законот за градење, во делот на финансиската контрола, како и катастарската евиденција. За сето ова, прво обвинетиот Никола Николик доби затворска казна од 25 години, од кои досега одлежа 9. Во петокот 10 пати се слуштавме и со нетрпение очекуваше да му соопштам докаде е со одлуката да може да го користи првиот слободен викенд откако беше осуден. А требаше да излезе на слободен викенд или овој или следниот. Ете, за жал не дочека. Сега се е веќе безпредметно. Имаше проблеми со лихварско-доверителските односи. Им велеше дека се ќе се среди кога ќе излезе. Но тоа е. Истакна адвокатот Александар Петровски. Во меѓувреме, додека во затвор беше и неговата сопруга, тие се разведоа. Меѓутоа, за цело време добивал закани од измамените. Сето ова утринава кулминирало со тешка одлука за одземање на животот, која со бесење се реализирала околу 7 часот. Неговото тело во затворскиот тоалет го пронашла други затвореници, пошто е повикано и затворското обезбедување и брза помош. Сите можеле само да ја констатираат смртта. Затвореници со кои Николик ја делел затворската келија тврдат дека во текот на последната вечер од својот живот Николик разговарал нормално како и секој ден. Сепак, откако си легнале, некои од нив пред да заспијат го слушнале како неколку пати излегува и влегува во собата. Утредента го нашле во тоалетот со манила јажа околу вратот. Од управата за извршување на санкции информираат дека за време на престојот во затворот Николик не покажувал знаци на психичко заболување, не користел антидепресиви и не боледувал од никаква хронична болест. Околностите на самоубиството на Николик се предмет на истрага.